Дневник на Канал Плюс, добро вечер. Да ги проследиме настаните кои го одбележа овој петочен ден. Кочани е една од општините во кои се постигнати најголем број вработувања преку мерката Македонија вработува. Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денес во посета на Кочани. Во тек е откупот на јагнињата. Просечната откупна цена е 150 динари жива мера. Сточарите незадоволни од откупната цена. 150.000 македонски јагниња ќе завршат на европскиот пазар. На подрачјето на општина Делчево, минатата година кривичните дела бележат намалување, но насилството и сообраќајните нестреки се во пораст. Кочани е една од општините во кои се постигнати најголем број вработувања преку мерката Македонија вработува. Вкупно досега се вработени 1040 лица. Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денес оствари средба со раководството на компанијата My Fashion во Кочани, која што преку овој проект има 95 вработени. Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска оствари средба со раководството на модната конфекција My Fashion, која што за само една година постоење има 101 вработен, од кои 95 се преку владиниот проект Македонија вработува. Општина Кочани е една од општините која што во најголем дел ја искористила мерката од проектот Македонија вработува, или вкупно 1040 работни места се отворени преку овој проект. Проектот Македонија вработува дава исклучително големи резултати. Проектот Македонија вработува досега резултираше со над 15.200 отворени работни места. Ова е огромна бројка на вработувања постигната само за безмалку една година. Голем дел од овие работни места е кај помладите генерации или пак околу 10.000 работни места се на лица до 35 години. Општина Кочани ја поздравува мерката Македонија вработува, бидејќи 258 компании во општина Кочани ја искористија оваа мерка и во овие компании се вработени 1040 нови вработувања. Тоа за општина Кочани значи многу и ние како општина Кочани ќе ги поддржуваме сите овие мерки благодарение на владата на Република Македонија. Ние сме една од фирмите во Кочани кои што имаме вработени лица со мерката за вработување и сме задоволни од мерката за вработување, имаме доста полеснувања. Спасов ги потсети сите сопственици на приватни компании дека проектот Македонија вработува завршува до 15 април годинава и ги повика да ја искористат оваа неповторлива шанса за заштеда на средства од 37 до 27% колку што изнесува субвенционирањето по вработен. Освен на младите лица, проектот помогна и на околу 2000 лица од групата невработени од 35 до 50 години, кои што повеќе од 10 години биле без работа, и на околу 3000 лица на возраст над 50 години. Инаку, 8400 македонски компании ги искористиле поволностите од овој проект. И понатаму се очекува Македонија вработува да влијае на падот на невработеноста во целата држава. Расти интересот за користење и плодоуживање на државно земјоделско земјиште во Виница. Од вкупно 1324 хектари под закуп на Долг Рок се издадени околу 460. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство подрачна единица Виница информира дека се поголем е интересот за начинот на користење на државно земјоделско земјиште на територијата на општината. Од вкупно 1324 хектари државно земјиште, најмногу 1134 се водат како ниви, 105 хектари се овоштарници, 51 хектар се подливади, 26 хектари се со лозови насади и околу 7 хектари се градини. Околу 10.000 хектари на територијата на општината се државни пасишта, а 18.027 хектари се под шуми. На подрачјето што го покрива подрачната единица на Министерството за земјоделство во Виница, склучени се 140 важечки договори за закуп. Во моментот во општина Виница имаме вкупно склучено 140 договори за закуп на државно земјоделско земјиште. Можеме да истакнеме дека закупците редовно си ја измируваат закупнината во поглед на плаќањето на закупнината, немаме никакви проблеми. Инаку во
прелот на оно што значи вкупно земјоделска површина која е издадена под закуп, можем да кажем дека околу, значи, некаде 600 хектари имаме издадено вкупно земјоделско земјиште, државно земјоделско земјиште под закуп. 127 од овие договори се склучени со физички лица, а 13 се со правни лица. Само 9 од договорите се склучени со лица вршители на земјоделска дејност. Меѓутоа интересот расте, а расположиво земјиште има, велат надлежните. Имаме расположливо државно земјоделско земјиште кое може да би издадеме под закуп. Ние имаме и доставено еден предлог за закуп на државно земјоделско земјиште. Предлогот е нагласен за производство на сточна храна и во очекување сме во секој момент, значи во последните денови, значи да биде и распишен, односно објавен јавниот оглас, значи за издавање на државно земјоделско земјиште за производство на сточна храна. Инаку на последните огласи за користење средства од програмата за рурален развој, 16 млади земјоделци аплицираа за користење на неповратни средства во висина од 10.000 евра, а голем интерес активните земјоделци пројавија и за користење на нови, посовремени трактори и приклучна механизација. 80 милиони евра ќе бидат вложени во патната инфраструктура во Радовиш и околните места. Најголемата инвестиција во износ од 64 милиони евра е за изградба на експресниот пат Радовиш-Штип во должина од 40 километри, а за кој во тек е тендерска постапка за избор на изведувач. Првата фаза е завршена, пријавени се 18 компании. Дел од нив што ќе се квалификуваат за втората фаза ќе дадат и конкретни понуди, така што очекувам изградба на експресниот пат да почне во јуни-јули годинава, изјави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски при денешната посета на Радовишкиот регион. Изградбата на експресниот пат, посочи, ќе реши долгогодишен проблем на граѓаните од ова и од околните општини, затоа што патуваат кон Скопје и кон Штип по стар пат со многу кривини. Во селата Облешево и Чифлик и понатаму е неисправна водата за пиење. Да се пие само флаширана вода, апелираат од Центарот за јавно здравје Кочани. Тоа не е случај со селата кои се приклучени на градскиот водовод Грдовци, Мојанци, Прибачево, Горни и Долни Подлог, каде што водата за пиење е хемиски и бактериолошки исправна за пиење. Населението од селата Чифлик и Облешево да пијат само флаширана вода е апелот од Центарот за јавно здравје Кочани по направените анализи за исправноста на водата за пиење од локалните бунари по поплавите што се случија изминативе денови. Од мострите земени пак во селата кои се под градскиот водовод Грдовци, Мојанци, Прибачево, Горни и Долни Подлог, водата е хемиски и бактериолошки исправна за пиење. Земена исто мостра вода од училиштето Свети Климент Охридски во Облешево. Сега таму, таа вода е хемиски и бактериолошки неуредна, таа не е дел од Кочанскиот водовод, тоа се работи за локален извор. Понатаму земена е мострана вода од училиштето од село Чифлик, исто така се работи за локален извор, не е дел од водоводната мрежа на општина Кочани и е хемиски уредна на нашата анализа, а бактериолошки е неисправна. Препораките од Центарот за јавно здравје се упатени кон одговорните во општината Чешино во Облешево, а се однесува на споменатите села каде што по поплави често имаат проблем со исправноста на водата за пиење, е да се приклучат на градскиот водовод како што се другите села, а не да користат вода од локалните бунари, кои пак поради зголемениот водостој на реките ја прават водата бактериолошки и хемиски неисправна. Центарот за јавно здравје Кочани и понатаму будно ја следи состојбата и постојано прави испитувања на водата за пиење и навреме ги информира жителите на овие села за незината исправност. Тече откупот на јагнињата. Просечниот откупна цена од 150 динари за килограм жива мера ги стави сточарите незадоволни. Годинава од Македонија на европските пазари ќе бидат извезени околу 150.000 македонски јагниња, во најголем дел во Италија, Германија, Хрватска и Грција.
На истокот започна откупот на јагне, кој годинава ќе биде присутно на странските пазари, а нема да бидат изоставени домашните потрошувачи. Цената за годинешниот откуп во моментов изнесува 150 денари за јагниња, тешки до 18 килограми и 140 денари за јагниња кои тежат од 18 до 23 килограми. Сточарите не се задоволни со откупната цена, која подолго време е непроменета. За сметка на тоа, трошоците се зголемени за неколку пати. Имаме големи трошкови и затоа не можеме да испаднеме на крај со 150 динара. Таа цена е више, ја како што памтаме 15 години ги чувам овците, таа цена е истата. 140, 150 до 160 толку. Реалната цена моментално сега 180 денара треба да биде, најниската цена 180 денара. Да бидеме задоволни, да покриеме трошковите, само трошковите да ги покриеме, па другото ќе се влечеме по лецка. Околу 100 евра чини одгледувањето на една овца годишно, што со цена од 150 денари по килограм за јагне не може да се покријат основните трошоци. На кој терен се отприлика сигурно има 4 до 6.000 денара трошкови од овца. Јачмен, концентрати, детелина, луцерка, па и овчари кои ќе ставиш и други трошкови, лекарства, се кои ќе ставиме, значи тука до 6.000 денара сигурно не кошта. Тоа може и повише да е, ама тука некаде. Исто така овчарите макамачат и со ангажирање на овчари кои бараат и до 600 евра месечна плата. Од нова година навака сум чисто сам. 500-600 евра ми тражат сега да дојде а јас одека ќе ги скарам тие 600 евра, 500 евра. И така, затоа што луѓето више викаме немаш ти, али неќе да работат. Неќе да работат и затоа таа цена е тражат 500-600 евра месецо. А не сме мокни ние тоа да го исплатиме више. Од 300-350 евра. И тоа е, али што мораме, чисто сам од нова година навака. Оваа година се предвидува дека за католичкиот Великден од земјава на пазарите во странство ќе се извезат околу 150.000 јагниња. Продолжуваме со регионалните вести. На подрачјето на општина Делчево за 20% се намалени кривичните дела од почетокот до крајот на минатата година. Зголемен е бројот на кривични дела со насилство, како и бројот на сообраќајни несреќи во текот на 2015 година. Безбедносната состојба на подрачјето што го покрива службата за безбедност при полициската станица од општа надлежност Делчево во втората половина од 2015 година е оценета како стабилна и поволна. Се вели во извештајот што командирот на полициската станица во Делчево го презентираше пред советниците од Советот на општина Делчево. За 20% е намален бројот на пријавени кривични дела во однос на првата половина од 2015 година, а процентот на расветлени кривични дела е 92%. Од вкупниот број на регистрирани кривични дела, 42 се од општиот криминалитет, од кои 11 се имотни деликвенти, наспроти 24 минатиот период, каде е забележано намалување од дури 54%. Овој период поднесени се кривични дела за 3 тешки кражби, 7 кражби и 1 кривично дело измама. Бројот на кривични дела пак со елементи на насилство во споредба со лани бележи зголемување. Овој период регистрирани се 17 наспроти 13 минатиот период, истакна командирот Синадиновски. Бројот на кривични дела со елементи на насилство е зголемен. Регистрирани се 17 наспроти 13 кривични дела за разлика од лани, значи по 2. И од кои карактеристични се тешка телесна повреда, учество во тепачка, телесна повреда, семено насилство, спречување на служено лице во вршење на служено действие, како и лани, а регистрирани се и 4 кривични дела за грозување по член на сигурност по член 144 став 2, семено насилство. И 2 кривични дела од кривичниот законник, регистрирано е значи едно кривично дело насилство. Имаме едно кривично дело убиство во обид по член 123 од кривичниот законник, а регистрирани се 2 кривични дела малтретирање во службата по член 143. Зголемен е и бројот на сообраќајни незгоди на територијата што ја покрива Делчевската полициска служба. Првата половина од 2015 година се случиле 16 сообраќајни незгоди, а во втората половина се случиле 26 сообраќајни незгоди. Во овој период имаме 26 сообраќајни незгоди, споредно со лани 16, со тешки телесни повреди се 12,
со мала материјална штета 14 собраќајни. Повредени имаме 21 лице наспроти 10 лица во ланскиот период, загинати немаме. Во вкупниот број на собраќајни незгоди најголемиот број се случиле во населено место. 11 на регионален пат 6, на магистрален пат 8, на локален пат 1. Во текот на овој период од 6 месеци поднесени се 256 барања за поведување на прекршна постапка наспроти 243 во изминатиот период. Состојбата за ред и мир се карактеризира со намалување и тоа од 32%. Овој период поднесени се 51 прекрашок од јавниот ред и мир, наспроти минатиот период кога се регистрирани 75 прекрашоци. Штип како универзитетски град, но и како центар на просветителството, го зголемува учеството во поетската манифестација Струшки вечери на поезијата, и тоа не само како поетска програма, туку и во придружните манифестации, како Зимскиот поетски фестивал. Денес представници на Струшките вечери на поезијата имаа средба со градоначалникот на Штип. Штип, град на културата и поезијата, од денес ќе биде дел од програмата на најстарата поетска манифестација Струшките вечери на поезијата, која годинава слави јубилеј 55 години од незиното постоење. Штипјани ќе имаат можност да проследат голем број на светски домашни поети, учесници на оваа манифестација. Пред се тука е манифестацијата Поезија на пат, каде што групи поети од светот ќе посетуваат, односно има настани поетски читања и презентации на творештво во неколку градови од Република Македонија. Оваа година Штип сигурно ќе биде дел од таа поетска мапа на фестивалот од програмските активности. Се надевам дека тоа ќе биде првото што првиот поголем сериозен настан, но ние планираме и неколку други настани, како што е и презентацијата на документарните портрети. Во Штип се родени и се раѓаат многу поети, чии дела треба да бидат представени пред пошироката публика. Манифестацијата Струшки вечери на поезијата го нуди токму тоа, истакна градоначалникот Захариев. Значи овде е роден Ацо Шопов, тука е Ренџов, еви тука е Милена како автор, тука е господинот Кацаров, па тука е Самоников. Мислам дека имаме Спасикова, голем број на поети и верувајте дека пишувањето на поезија тоа представува врв на интелигенцијата и врв на создавањето на убави строфи. И лично мислам дека читањето па на таа поезија представува максимална релаксација. И ова година општината ќе даде максимална поддршка дел од поетите кои са од караванот на Струшките вечери на поезијата да бидат во нашиот град. И мислам дека нашите поети од Штип, заедно со општината, со најсебична поддршка моја, ќе направат се да имаме врвен настан, затоа што Штип тоа го заслужува. На овогодинешното 55-то издание на Струшките вечери на поезијата свое присуство најавиле над 40 поети од 30 земји од светот. Меѓународна научна конференција денес и утре организира Филолошкиот факултет на УГД и Филолошкиот факултет при Воронежкиот државен универзитет во Русија. Конференцијата е посветена на филологијата, културата и образованието. Во присуство на представници на повеќе универзитети, како Русија, Бугарија и Франција, Универзитетот Гоце Делчев во рамки на Филолошкиот факултет денес одржа меѓународна конференција од областа на филологијата, образованието и културата. Ние како универзитет секако знаете дека оваа пракса ја подржуваме до крајна, да кажем, до крајни граници и мислиме дека и понатаму тоа ќе го правиме без за тоа да ги штедиме ресурсите на универзитетот. И сите ресурси на универзитетот ќе бидат вклучени во поглед на тоа да биде афирмиран универзитетот во поглед на сите своји единици. Реков, филологијата е значаен сегмент во делот на развој на универзитетот и ние тоа, реков, ќе го правиме и понатаму. Размената на искуства со овие универзитети е главната цел на оваа конференција, вели деканот на Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, Драгана Кузмановска. Целта на оваа наша прва меѓународна конференција која што организираме ние Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип заедно во соработка со Филолошкиот факултет на Воронежкиот државен универзитет во Русија е размена на искуства, на сознанија од областа на јазикот, литературата, културата и образованието.
Штипскиот универзитет веќе има соработка и со Филолошкиот факултет во Русија, но за да може да се воспостави соработка помеѓу два словенски народа, не би требало да постојат бариери, вели деканот на Рускиот универзитет. Да, и денеска ова е прва конференција која што е организирана од страна на нашиот филолошки факултет и филолошкиот факултет при Воронешкиот државен универзитет. Но колку е голем интересот за изучување на словенските јазици? За нашиот универзитет секогаш беше приоритетен правец, приоритетна насока изучувањето на словенските јазици. Имаме специјална голема катедра за словенска филологија. Традиционално се изучуваат полскиот, чешкиот, бугарскиот. И веќе имаме група на студенти кои го изучуваат македонскиот јазик. Постои програма, културна програма на размена на студенти. Предходно патуваа во Полска и во Чешка, а сега се надеваме дека ќе почнат да патуваат во Србија и во Македонија, затоа што тоа е наш приоритет. Бројот на студенти во Рускиот универзитет во Ржеш се зголемува се повеќе, а инаку веќе е во теки соработката, односно заедничката работа и со правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев. Решен уште еден инфраструктурен проблем во Штип. 130 семејства во приградската населба Караорман се приклучени на одводниот систем на јавното предпријатие ИСАР. Се реши голем инфраструктурен проблем во оваа штипска населба. 140 куќи досега се приклучени на новата канализациона мрежа што јавното предпријатие ИСАР неодамна ја направи за жителите од штипската населба Караорман. На овој начин се решава долгогодишниот проблем на жителите, кои често имаа проблеми со старата канализација. По завршувањето на приклучоците ќе се изврши асфалтирање на пристапните улици во населбата. Целата инвестиција е во вредност од 800.000 евра, средства обезбедени од буџетот на општина Штип и јавното предпријатие. Остануваат некаде уште 7 куќи, тие ќе бидат вклучени за неколку дена и веќе за многу кратко време, откога ќе вклучиме овие куќи, општина Штип ќе започне со асфалтирање на сите улици во населба Караорман во долниот дел. Интензивно моментално работиме во горниот дел, ја тераме главната линија, ќе бидат приклучени сите куќи до една во населба Караорман, откако ќе се заврши со асфалтирање во долниот дел и кога ќе завршиме ние активностите во горниот дел, ќе се започне со асфалтирање на сите улици во горниот дел. Новата канализациона мрежа е во должина од 3,5 километри. По главните се стават 315 фиги, викаме ние, а по споредните дека 250, дека 200, така да сите куќи треба да бидат вклучени во таа канализација. Од неодамна јавното предпријатие ИСРА започна со приклучок на домаќинствата од населбата Македонка во новата канализациона мрежа, со што се надмина проблемот со старата повеќе од 60 години канализациона мрежа. Со богата програма Штип ќе го слави празникот на младенците и 40 маченици и 40. Активностите започнуваат од денес со традиционалниот меѓународен фолклорен фестивал, а ќе завршат во вторник попладне со поетско читање. Во меѓувреме ќе има промоција на книга и концерти на штипски музички групи. 22 март, денот кога според православниот календар се одбележува празникот Свети 40 маченици или младенци, е значаен ден за штипјани. Со години наназад, местото каде можат да се видат сите е тврдината Исар. Се качуваат, собираат 40 каменчиња и потоа 39 фрлаат кон реката Брегалница, која тече во подножјето, а 40-тото го чуваат. Кога потоа се симнуваат надоле, треба да се поздрават со 39 личности, а 40-тата да ја бакнат. Ова е традиција од секогаш и ќе остане. Традиционално по симнувањето голем дел од нив се упатуваат кон објектот Дом на млади, кој е во непосредна близина, каде секоја година се организира културно-забавна програма за сите генерации. Исто е и годинава. Програмата започнува во 11 часот со групата Ѓомижи 100, градскиот хор и со фолклорни активности. Настапуваат и културно-уметничките друштва, настапуваат и танцувачките студија од нашиот град за програмата после 2 часот да биде исполнета со настапот на групите од нашиот град. Тоа се музичките бендови кои сите многу добро ги познаваме, кои свират рок музика, тоест музика која што е генерално наменета за помладите генерации.
генерации. Оваа година програмата ќе биде надополнета со тоа што ќе имаме изложба на икони нацртани на стакло, која што изложба ќе биде поставена внатре во домот на младите. Изложбата е на професорката Вања Радевска. Освен од Дом на млади, активности по повод Свети 40 маченици организираат и од општината. Истите започнуваат денес со традиционалниот меѓународен фолклорен фестивал Четрсе, кој со поддршка од општината го организира културно-уметничкото друштво Ристо Донев Учителот. Од председателот на Ристо Донев Учителот, Благој Донев, дознаваме дека гости се културно-уметнички друштва од Живинице, Босна и Херцеговина, чии членови веќе пристигнаа и од Брезница, Република Бугарија, кои ќе пристигнат во текот на утрешниот ден. Вечерва со почеток во 20 часот во Националната установа Центар за култура Ацо Шопов, гостите од Босна и Херцеговина ќе се представат со босански севдалинки, а со македонски народни песни учество ќе земат учениците од одсекот за народни инструменти при Државното средно музичко училиште Сергеј Михајлов. Во сабота ќе биде главниот концерт кога ќе настапат домакините и останатите културно-уметнички друштва. 21 март е предвидена промоција на книгата Тајните на Исарот, посхумно издание на целото истражување во врска со Исарот кој што го има спроведено нашиот покоен истражувач и археолог Звонко Белдедовски од музеот во Штип, и на 22 март е традиционалното искачување на Исарот. Со литературна манифестација Поетски поздрав на Четрсе учество ќе земат и членовите на поетскиот клуб Искра. Поканети се и гости од повеќе литературни клубови од основните и средни училишта во Штип и од останати градови во државата. На врвот на Исарот ќе читаат своји творби, а ќе се промовира и алманахот од минатогодишната манифестација. Во вторник, 22 март, Исарот во Штип традиционално го посетуваат илјадници граѓани. Општината со апел до жителите на улиците Илинденска и Пане Гогов да ги отстранат возилата од улиците и паркинг местата, како би имало место за трговците и за непречено движење на посетителите на Исарот. За денот на пролета 22 март се известуваат сите жители на улиците Линденска и Пане Гогов да ги отстранат возилата од улицата и паркинг просторот, бидејќи на местото ќе бидат поставени тезги за продажба. Ваквата активност се спроведува секоја година со цел возможување на простор за трговија, а кој не би бил пак пречка за движењето на луѓето кои ќе се искачуваат на градскиот Исар по повод денот на пролетта. Лидерите на Европската унија се согласија да им понудат на Турција финансиски и политички концесии ако ги запре мигрантите кои стигнуваат во Грција. Тоа во Брисел ги зголеми надежите дека може да се постигне клучен договор за крај на мигрантската криза за време на денешната средба на евролидерите со турскиот премиер Ахмет Давутоглу. Според договорот за секој вратен мигрант во Турција, Европската унија ќе прифати еден сириски бегалец директно од Турција. Северна Кореја денеска лансираше балистичка ракета во морето кај источниот брег, само неколку дена откако лидерот на земјата Ким Джонг Ун нареди понатамошни проби на нуклеарни боеви глави и ракети, соопшти Јужнокорејското министерство за одбрана. Портпаролот на Јужнокорејското министерство наведе дека ракетата е лансирана од Сукчон во југозападна Северна Кореја. Цените на нафтата пораснаа на меѓународните пазари вчера кон нивото од $41, подкрепени од планот на големите произведувачи следниот месец да се сретнат за да разговараат за мерките за поттикнување на пазарот. Цената на барел сурова нафта порасна на лондонскиот пазар за 51 цент во однос на претходното затворење и изнесуваше $40,84. На американскиот пазар пак со барелот се тргуваше по 62 центи повисока цена, односно $39,8 за барел. Организацијата на извознички на нафта ОПЕК објави дека цената на барел од кошничката негова нафта во средата изнесувала $34,5, што значи дека пораснала за 81 цент.
Минатата недела се одигра првото коло од пролетната сезона во пинг-понг. Пинг-понгарите на УГД ја забележаа првата победа против штипската екипа шампиони ФА. Во комплетен состав, младите пинг-понгари на УГД ја совладаа екипата на шампиони ФА со резултат од 5:3. Овој викенд пинг-понгарите на УГД ќе го одиграат следниот надпревар од пролетниот дел против екипата на НЕЦ од Скопје, а надпреварот е закажан за во недела во 11 часот во спортскиот центар Јордан Мјалков во Штип. Денеска во Нион беа извлечени двојките за четвртфиналето на Лигата на шампионите. Поволна беше ждрепката за Реал Мадрид и Баер Михен, кои за пласман во полуфиналето ќе мора да ги елиминираат реално послабите од нив Волсбург и Бенфика. Многу повозбудливо се очекува да биде во Шпанија, каде Барса и Атлетико ќе мораат одново да ги одмерат силите. Последната двојка е дуел на мукниците на ПСЖ и Манчестер Сити. Првите мечеви се закажани за 5 и 6 април, а реваншите се играат една недела подоцна на 12 и 13 април. Со спортските вести го завршуваме и ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Ви посакувам пријатна вечер со програмата која следи.